пред неколку дена започна и да функционира и модуларната болница, не само за пациентите од дневна болница. Значи имаме ние 95 пациенти на дневна болница кои што доаѓаат 2 пати до 3 пати во текот на денот, меѓутоа од претходниот, од вчерашниот ден започна да функционира и дежурна екипа со медицински сестри и лекари на специјализација од областа на интерна медицина и од областа на неврологија, за да можат да бидат покриени сите оддели. Значи 8 лекари на специјализација работат заедно со тројца инфектолози за да можеме да ја дадеме целата нега која што им е потребна на пациентите, да ги обсервираме и да во секој момент бидат хоспитализирани ако имаат потреба. Каква е системата во моментот? Имаме ли доволно легли со оглед на тоа дека билансот на дневна основа во Струмица се поголема број? Да, како што кажав, значи ние во модуларната болница имаме во моментот 90, околу 90 пациенти на дневна болница. 37 легла ни се на располагање во секој момент, значи пациентите кои што имаат со влошена клиничка слика и потреба од хоспитализација ни стојат на располагање. Со завршувањето на овој процес сега на инфективно оделение и овие 25 легла, значи со централен довод на кислород, исто така ќе се надевам дека со постапката за набавката на течен кислород ќе бидат за 3-4 дена во функција. Така да смислам нема проблем со болнички легла. Во овој регион колку можеме ние ќе дадеме се од себе со персоналот кој што го имаме. Навистина е тешко, 14 месеци работат медицинскиот персонал по 24 часа во скафандери, верувајте. И уморни се, меѓутоа даваат се од себе за да можат да одговорат на потребите на пациентите.